Најдобрата левица во македонскиот женски фудбал, капитенот на македонската фудбалска репрезентација, девојката со најмногу фудбалски трансфери и одиграни надпревари зад неа. 23-годишната неготинчанка Наташа Андонова од својата 16-та година е вистински борец во својата професија. По женскиот фудбалски клуб Тиквешанка и борец го направи првиот меѓународен трансфер. Во 2011 година потпиша 4-годишен договор со Турбине од Потсдам и веќе во првата сезона беше втор стрелец во Бундеслигата со 7 постигнати гола. Првенецот го постигна против Бајер Минхен во полуфиналето во германскиот клуб. За Бундеслигашот одигра 73 надпревари и постигна 18 гола. Го облече и дресот на Розенгард и во 34 настапи даде 20 гола за шведскиот клуб. Трансфер бомбата во актуелниот француски шампион Пари Сен-Жермен е најголемото фудбалско достигнување на младата македонска фудбалерка. Големиот успех ја донесе во градот на светлината, а таа оттаму со нас ги сподели се уште свежите импресии. Како е да се биде најдобрата фудбалерка во Македонија, за која слушна светот? Добро е чувството. Мислам, се разбира секако, откако сега потпиша во PSG во Франција, мислам дека мојата популарност се зголеми. Така. И кај нас во Македонија, така и мислам во Европа, во светот. Сите постигнати голови се посебно драги, но особено добро се сеќава на овој. Во Розенгард утакмицата беше последна од првенството и таа беше одлучувачка за дали ќе победиме. Ако победиме, мислам, ќе бидеме шампиони на Шведска. Така да јас на тој надпревар постигнав 3 гола, победивме 5-0. Така бев многу среќна. Квалитетот и посветеноста кон женскиот фудбал се присутни за да те препознаат светските клубови. Секогаш сум прифатена во кој клуб и да сум била, секогаш сум прифатена супер и никогаш тие не гледаат од која земја доаѓаш, него гледаат твојот квалитет. Ако имаш квалитет, ако си квалитетна, ако имаш, мислам, добра техника, пример физички си јака или било што нешто што тие ќе го видат, тогаш остануваш. Ако не, нема шанс. Колку 15-тката е среќен број за Андонова? Па кога ја започнав мојата кариера, го носев бројот 15. Така да кога пред да потпишам тука, слободни беа 15, 2 и 24. И ме праша кој број го сакаш и јас со задоволство 15 да земам. Забележавме поголем број на тетоважи по нејзината тело. Прашавме од какво значење се истите. Тетоважите посебно се околу моето семејство. Тука имам за окото на мајка ми и цитат, имам датумот на раѓање на мајка ми, татко ми и сестра ми, тука се првите нивни букви. Тука напред е дедо ми, кој за жал почина. Како се снаоѓа со совладувањето на францускиот јазик, со оглед на тоа дека французите не го зборуваат универзалниот англиски јазик? Кога дојдов тука во Франција, јас стварно не знаев дека французите не зборуваат англиски. Тоа не го знаев, али кога дојдов тука, стварно се соочив со тоа и малце ми е тешко околу јазикот, затоа што многу мал број го зборуваат англискиот и тренерот сите комуницираат на француски. Така да јас кога сум дома во слободното време сама го учам и исто имам и часови, сега во 5 не треба да дојде професорката, па имам француски. Дали досега предрасудите околу женскиот фудбал допреле до нејзината совест или пак и представувале пречка? Јас никогаш досега сум немала предрасуди. Кажува на татко ми, не ја оставај тука, значи не ја оставај во Македонија. Покушај нешто ако можеш во странство. А и мојата цел беше во странство. Затоа што видов каква е лигата во Македонија, видов какви се условите, видов дека во Македонија единствено тогаш на 15-14 години што може да напредуваш беше репрезентацијата. Го празнували денешниот 8 март, кој според многумина важи за празник на мајките или повозрасните дами. Знаете како, некој кога ќе ми го честита среќен 8 март, јас викам, па тоа не е наш, тоа е на жените. Затоа што уште се сметам како девојче. Така. Али сепак како иде времето, 23 години сум, така да пополека може да се сметам и јас во жени. Јавна 8-мартовска честитка до најзначајните дами во животот на Наташа. На целиот женски пол, среќен 8 март и посебно сакам да им честитам на мајка ми, на моите баби, на моите војни, на тетка ми. Млада, успешна и талентирана, девојката која носи високи подпетици, но далеку поудобно се чувствува окопачки. Сигурно чекори по патот на успехот и светската слава. Ги руши табуата поставени за женскиот фудбал и јавно докажа дека е поквалитетна од многу фудбалери од големата машка фудбалска фела.